Зголемувањето на цената на медот од 300 на 500 денари по килограм, развивањето можности за искористување на многу пчелни продукти го прават пчеларството доходовен и исплатлив бизнис. Од пчеларската задруга Пчелин рај велат дека интересот за одгледување пчели расте. Минималната инвестиција е околу 7000 денари по пчелно семејство. Минималната инвестиција е од прилика околу 6 до 7000 денари од пчелно семејство со сите потребни внатре опреми. Ако почне, пример, пчелар со 10 пчелни семејства, од прилика 60 до 70.000 денари е почетна инвестиција. Меѓутоа и има програми, рурален развој, има ИПАРТ програми, биди млад земјоделец, има доста поволни програми кои нудат за инвестиции во пчеларство. Биде земјоделец и до 20.000 евра се дава. Сега не мора да значи дека некој мора и 20.000 да земе, со 3-4.000 евра може да стане пчелар. Меѓутоа, јас мислам поголем проблем не се финансиите, бидејќи тие се достапни во Македонија, барем имаме можност да ги земеме. Меѓутоа, повеќе е едукацијата. Пчеларството не е нешто што може да се научи од интернет или само од литература. Сепак треба пракса. Кај нас во Македонија, мислам дека е проблем тоа што нема такви едукативни центри кои можат да ги обучат младите луѓе да станат пчелари и да научат како да бидат рентабилни пчелари. Не само да бидат пчелари да имат пчели, туку од нив и да имат некаков бенефит. Начинот на одгледување на пчелите низ годините се менува. Континуираната едукација кај пчеларите е важна за да се овозможи правилна заштита на пчелните семејства. Ние сите практикуваме добра пчеларска пракса, имаме доста искуство, доста литература прочитано, но секогаш се јавуваат нови моменти. Еве вароа деструктор, крлежот што го викаме ние популарно, не бил присутен на нашите простори пред 30 години, да кажеме 40 години. Сега го има. Тоа е непријател на пчелите кој нашата пчела нема природен одбранбен систем. Значи, тие се промени кои се случуваат и кои ние мора да ги следиме, ако сакаме да бидеме рентабилни пчелари. Климатски промени, гледате што се случува со самата клима. Има екстремни високи температури кои нагло преминуваат во екстремно ниски температури и ако погледнете прогнозите кои ги кажуваат медиумите, секогаш викаат или е екстремно над просекот температурата или екстремно под просекот температурата. Сето тоа доведува да се променува и самиот начин на одгледување на пчелите. Антонов вели дека пчелата опстоила 100 милиони години, но вакви драстични температурни промени во краток период, како што е последниве 50 години, немало. Затоа треба внимателно и со должна одговорност да се однесуваме за да не го загрозиме опстанокот на овај важен за природата и човештвото вид.